Во моментов работам на два нови романи паралелно и на две нови стихозбирки паралелно. А Сублиматот имам издадено 20 романи, 4 стихозбирки, 6 книги за деца, 3 монодрамски збирки и многу поеми ваму таму, раскази. И кој е мотивот за да се твори и уште? Јас да ви кажам, откако сум родена, откако сум прозборела, сум почнала да творам на свој детски начин. После кога тргнав на училиште, почнав да пишувам во весниците за деца. Титов пионер, Другарче, Дечје новине и српски, и на српски имам пишувано. Потоа, откако се омажив и ме навасаја 2 деца на брзина, па студирав вонредно, пишував по некоја песна, ама многу и уништив, затоа што ми се јави некоја недоверба во себе си. Меѓутоа, кога стигнаа внуците, кога се роди мојот внук Марко, на кого што денес му е роден ден и заради тоа го зедов овој ден за ден на промоција, кажувајќи му нему приказни и запишувајќи ги истовремено, се роди првата книга што излезе во печат, издадена во 1000 примероци, се раздаде за миг, така да речам. И поттикната од моите колеги писатели и рецензенти, кои што ме караа, што до тогаш сум ги криела моите дела, меѓу кои Даринка Јанушева, која што е сега во Нов Зеланд, покојниот Петре Баше и многу други, Виолета Аларова, ваша колешка. И се отна бунарот на творештвото, јас многу имав по моите полици, само требаше да ги внесам во компјутер и да ги подарам на мојата публика. Темата во стихозбирката Кралушки од душата всушност е запис од едно време, а вторката јас во моево обраќање посебно нагласувам етимологијата на насловот, значи Кралушки од душата ги чува од незаборав најдрагите спомени, најубавите нешта кои што поминале во нејзиниот живот. Успешно ги ќе почнеме од тој момент кога од треси и склоности кон по специфичен начин со еден стенски гол. Драмата, актерот познат барк на нашето во друга возраст и во друга и животна, но и актерска зрелост да го изведе тоа на сцените низ Македонија. Прилепчанки Гена, Маргарита